Пети септември 1956 година, 6 часот изутрина, во местноста Моклиште на село Ваташа се случи тешка елементарна несреќа во која 11 лица ги загубија животите, беа затрупани од огромен комплекс од роната земја. Одрнувањето се случи во местноста Градот и зафати простор од околу 1 километар во должина и 400 метри во ширина. На одделни места, висината на натрупаната земја изнесува до 100 метри. Веднаш, штом се дозна за несреќата, на местото беше упатен поголем број на луѓе од градот и селата и припадници на Југословенската народна армија, за да укажат помош и да направат обиди за спасување на настраданите. Спасени се 7 лица, од кои 2 потешко ранети. За секогаш подурнатините останаа Ганија Мифтари Белор од село Трново Тетовско, Ајредин Бекташ од село Божовци Тетовско, Лазо Пемов Петров од село Возарци, Тоде Панофилов од село Грбовец, Гане Стојанов Ганев од село Возарци, Илија Паризов од село Дреново, Мишо Кузманов од село Дреново, Џошо Бојаджиев од село Ваташа, Шериф Ахмет од село Вешала Тетовско, Методије Димитров од село Конопиште и Ристо Камчев од село Долна Бошава. Сите затрупани се овчари од земјоделските задруги во селата Ваташа, Дреново и Возарци. Тие во местноста каде се случи несреќата ги чуваа задружните стада. Местото на несреќата, кое се гледа оддалеку, со ништо не покажува дека тука пред неколку часа се одиграла драматична борба на десетина луѓе и стотици овци со стихијата, со земјата што ненадејно и молскавично почнала да се лизга од десната страна на коритото на реката Луда Мара. Местото на несреќата одблиску личи на една огромна жолтеникава маса измешана со оцрнети дрва. Целиот простор, затрупан од неколку милиони кубни метри земја, е сосема деформиран и пружа жалосна гледка во споредба со околните пошумени брда. Просторот каде се наоѓаат урнатините изгледа безживотно. Лево, големо брдо, на кое се наоѓа кота 654. Стихијата ги пресекла како со нож. Земјата од ова брдо ја потполнила длабоката бездна од 80 метри. Вака пишуваа новинарите веднаш по несреќата. На 6 септември, ден по несреќата, во Кавадарци е објавено и официјалното соопштение на стручната комисија која вршела проценка на несреќата, во кое се вели: Комисијата заклучи дека слечувањето на теренот е извршено по една порано формирана пукнатина длабока околу 100 метри. Геолошкиот состав на земјата им овозможил на атмосферските и подземните води, што продрилени спукнатината да ја пореметат стабилноста на теренот. Тоа предизвикало повремени откинувања и свлечување на некои делови од теренот. Ова било потпомогнато, заклучиле стручњаците, и од интензивната ерозија во коритото на Луда Мара. Одронувањето на земјата настанало и заради осетно подигање на нивото на подземните води во последната зима, како и заради настанатиот долг сушен период во летото. Местото каде што се случи несреќата е оголено и без никаква вегетација. Комисијата е со мислење дека земјата е свлечена само поради природни причини. Површината на свлечениот дел изнесува околу 800 до 1000 метри во должина, 300 до 500 метри во ширина и 30 до 80 метри длабочина. На овој простор струпаната маса земја изнесува околу 12 до 15 милиони кубни метри земја. Ова огромна количина земја ја затвори старата долина на Луда Мара и создаде природна брана повисока од нивото на реката за 40 до 50 метри.
Стручната комисија утврдила дека луѓето и добитокот, 11 овчари од Ваташа, Дреново и Возарци, 1200 овци што се наоѓаат во долината на реката, биле потиснати и покриени од челниот дел на сплечната маса. Тие останале закопани на длабочина од околу 80 метри. Денес се навршуваат 50 години од несреќата над Ваташа. Снимечи ја мојата прва емисија, односно мојот прв документарен филм, мојот придонес за историјата, спомнав во еден момент дека еден ден, точно пред 50 години, односно 5 септември 1956 година, Кавадарци и пошироката јавност, околина поправо, ја задеси една катастрофа. Тоа беше рушењето на градот, брдото градот. Оваа катастрофа предизвика во тоа време голем немир и возбуда во населението во Кавадарци и пошироко. Јас и тогаш реков, сега пак ќе спомнам, дека бев еден од првите луѓе кои дојдов на лице место, овдека, каде што се наоѓаме и сега. Бев испратен да го снимам, односно да го документирам тој настан. Навистина, возбудата беше голема, тогаш некако што бев информиран дека се руши некои карпи камења, меѓутоа беше цела лавина од земја, која што достигнуваше височина повеќе од 4 до 5 метри. Снимените фотографии ги испратив во тогашниот вестник Нова Македонија, кој утредента испаднаа и цела јавност беше запознаена со настанот што се деси во тоа време во Кавадарци. Со еден збор бев првиот сведок на катастрофата од 1956 година, што се деси на 5 септември. Го слушнеме и сеќавањето по 50 години на преживеаните од ова несреќа на цело Ваташа. Си идеме од селото Карањово, ја и беше со 3 деца. Поголемото им беше 8 година, другото 5 нада, Блајшо беше година и пол. И тоа ураците го носи. Браќа двајца, чичко ми син, зет од сестра, 9 души беме од нашата фамилија. И кога почна влак се руши, и почна да одат ка джипот такви крепи, и не знаеш на која да стапнеш. Тие сите вака одат.
И ја кај оде флегу меѓу две. И тоа ме засади унатре и не може да мрднам. Некој ми го взе дето, а чурава до небото. Пука, каварда сега. И ми го взе некој дето, тоа било по-стариот брат. А по-малиот, па девојчето по-мало, тие се здружујале, го дигнал и ној се женката му излекла, ама живо го извадил. А по-големиот брат, по-големото девојче, излегли на поповот чешмијаче таму и кога кажале за мене дека јас сум у земја закопана и дојде тука и он се изгуби. И после за еден копчелник некој го носил да се прави кавадрат. Ајмо тури едно дрво. Па копа и една карпа идеш додека дојде зет ми, иде таа ја вака се озрна и се валка и таа ме налегна и јавиќе уста до земја. И тоги ќе умреш. Ама зет ми малку тргна, јас воздух взе и почна да ме копат 2 сата со тој копчелник. Со раци, со копчелникот, ме копат 2 сата. Дојде војската, ме однесуван до поповот чешмијаче таму у раци. И ме каче у джип и така со брат ни донесува у болницата. После дојдоа одвели се лекари. И над болница првеа там, он река журнал, а и го имаше на кинто. 20 браќа, децата ми ги спасија и зетот, а чечко ми и братучет ми, неговот син, на крајот земјата ги фанала до пол. Ама излегли. А поне одел тие од Долна Бошава Ристо, с улица викаше, со 2 магарења семе, товарење фионско. Него го засипало цел таму. И после само едно коренче никнало таму ка баравиќе. Ние идемо од згора, овчарите ни викаа. Вратите се назад, точно не беме завлезени ова високо. Не викам, шо има тоа, нема ништо. Дури тоа ка збуча, ова е овчарите рама. Ка гледам, они се рама. Е тоа. Вие рито удари на неја и земјата се врати назад, само ја останал у земјата, другите сите испливаа и вие со магарињата. Он останал внатре у земја. Точно пред 50 години на 5 септември, утрото измеѓу 6 и 7 часот, во оваа местност има случајно голема катастрофа, во која што има загинато 11 луѓе, меѓу кои 11 луѓе и мојот родител, ветеринарен техничар Митко Димитров. Од самото место што има дадено изјава и запис од ова место е господинот Лазар Илиев, кој што и оваа репортажа е по негова заслуга. Од неговиот запис јас знам дека ова место, ова катастрофа кога се случила, подолжина е околу 1000 метра, ширина има околу 400 до 500 метра, а длабочина има околу 80 метра. Една споредба во тоа време што јас прочитав од првиот запис од Лазар Илиев, дека овде насипот што е во тоа време што се случил е огромен, тоест има околу 15 милиони кубни метри земја, или споредба колку што има тој направено е колку 25 насипи, колку што изнесува Мавровското езеро, толкова количина на земја овдека се има срушено. На 1 септември 1956 година јас заедно со брат ми Димо Бојджиев, кој беше управник на задрата, и Најчо Шишков, директор на станица за заштита на растенија,
дојдов во манастирот Свети Никола Моклиште, за да виде дали може да се подигне војник. Во тој период овците на Дрено, Ваташа и Возарци беа сместени точно токму во манастирот. И таму покрај работата што Шишкова обави за посадување на војшници, еден од овчарите, Гано некој Влав, му рече на управникот, вика, ова место не одговара за овци, најдобро е во градот. Тоа беше 1 септември, од 2 септември почнаа да селат и се преселија на оваа место. На 5 септември беше несреќата и затрпа се тука. 2000 овци, 11 овчари, доктор, татко и така. Истот ден, уствари, на 5 септември, затоа што беше среда, ја отидов на пазар у Кавадарци. Ме прати оддам да земам нешто на мирници. Пред собранието Блаже Блажевски беше вработен во Задружниот сојуз, инаку се познаеме. Он ми кажа, Боро, у Моклиште има голема катастрофа, и јас, знаејќи и татко ми е тука, се вратив одма. Одма дојдов до Моклиште, до селото Моклиште, таму и пречекав мајка ми и брат ми се враќат назад, плачеа, значи беше тука пристап не можеше, долу бранеа, имаше камиони многу со лопати, со тоа, меѓутоа се види, ништо не може да стори, и така се врати. Тогаш изледаше во ова место, значи сето беше едниот дел, уствари овој дел горе, тој се смикал, а овде едноставно и поклупил, уствари они, ако времето му дозволело, ако можеле, уствари, би избегале, затоа што многу близо се до логорот, кај што меѓутоа и поклупил, наеднаш не имале време, ништо и така. А јас дојде во ова место и прегна воловите, а во суидењето патето кај што оде беше растепено. И отврати воловите, помина и докара на вчерашното во која што оре, тука и плугот беше. И прегна и воловите никако да застанат. Никако. Они го сетиле место. Но тука само бегат на погоден вртот, а да застана нико. А вамо не фаќа плугот. Мене се нервирам, вамо бучи. Мен тоа ме чудеше шо бучи сега. Ја помисли на авиони. Едно време кога погледна, вака у висина, погледна и брегот. И брегот лева надо. Со скина демек. И стрча јас пред волови. Да ги пуштам, а рано гледам сета земја со тебе и не ја пушти. Не ја пушти, за да бегам тука. За да бегам, узбегањето стапна на бош, на празно. На разцепено земјата разцепи и јас пропадна до тука. Благодарение ми догоди површински стапана на земјата инчи, кај да го скажа се да му узем. Просто uz базењето, натки, натки, испадна без пинци. И пава ти долу, па му подбигна на таа страна, беа на Барос пат, Павле Кардаков и Блажо Кардаков, браќа од низ. Му подбигна ним и му викам да дојдете да видим вие овоите што стана, дали и налегна. Сега веќе ќе дојде да домазимош малку овој и ќе дојде. И домагува и затворија па и дозела. И не дојде воловите и истераме у таа Сиđевечката река. Истераме и он се дојде на овце. Јас се поврати назад, па имаше мали издребења друзи. И тие истера. После имаше вакова овен, врнеме од
за овците, горе неме, овен беше у една грамада вака, положита клиника врзан и горе неме. Он тоа кога се скинал, кога се пропаднал и овен се манка вака на јајето. Се манка, ама жив. А и него го откачи, и го тера и него. Просто отиде на таа страна. Падарите се въртили назад и отиде ки падарите ја. И Павел Сурвичката, и он там отишъл ки падарите. И сборът му бил, Пиро Аджилов, загинате. И Якова се яви, ни вика, сега беше му сборът. Дека се загинат. Жив съм, викам. Добро ли се спаси, ваке. Просто дойди, кога беме само со падарите и вие Павел Сурвичката, дойди како прво брат ми, најмалиот брат. Брат ми дойди со коњост. И ја му свика и дойди, и му викам, Володя, ти не ураш, узлешово. Они кои тера таму и Володя отра избегава узлешово, барот Дисант стрит. И таму си не ураш. И добро веќе. После дојдоа вие цивилизацијата на спасување. Дојдоа цивилизацијата, дојдоа и војската, и цивилизација, и они дојдоа на спасување. Ништо не можеа да спасат. Се затрупано беше. Просто новинарите, макар ми испитуеа, па друг. И после на избор да си одуим да се јавам дома отсуđив. И на по-чешно беа ние докторите Диме Роглев и Мешков доктор. Они на по-чешно беа и ни вика Роглев. Не знаете кој беше тука. Ја му викам, ја бе. Како вика ти? Јас бе, му викам, да трпам до тук. А убиени си? Му викам, не сум. А јас убиен, ама, още топло сега, ја последното прошленче на кичмата долу. Последното прошленче ми пукнато. Направивме сеќавање на една природна катастрофа, со надеж дека вакви катастрофи никогаш нема да се повторат. Вечна му слава на оние кои останаа секогаш под урнатините.